Добър ден, почитувани гости, почитувани колеги съветници, почитувана председателка. Съгласно член 38 от статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола, број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на Општина Битола за 18.4.2023 година, денес, во 11 часот, со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Извештај за финансиското работење и остварување на годишната програма за работа на јавната општинска установа Културен и информативен центар Битола за 2022 година. Точка 2. Извештај за работа на Залошката градина за 2022 година. Точка 3. Извештај за работа на Старскиот дом Сјурајдер Битола за 2022 година. Точка 4. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во Општина Битола за 2022 година. Точка 5. Годишен извештај за работа на локалниот економски социјален совет на Општина Битола за периодот октомври 2022 март 2023 година. Точка 6. Годишен извештај за работа на локалниот волонтерски совет на Општина Битола за 2022 година. Точка 7. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во Општина Битола за 2022 година. Точка 8. Извештај за програмата за туризам на Општина Битола за 2022 година. Точка 9. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во Општина Битола за 2022 година. Точка 10. Акционен план на локален економски социјален совет на Општина Битола за 2023-2025 година. Точка 11. Акционен план 2023-2024 година кон локалната стратегија за млади. Точка 12. Стратегија за развој на волонтерство во Општина Битола 2023-2026 година. Точка 13. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Даме Груев Битола за учебната 22-23 година. Точка 14. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од училиштето Елпида Караманди Битола за учебната 22-23 година. Точка 15. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи Битола за учебната 22-2023 година. Точка 16. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски Битола за учебната 22-23 година. Точка 17. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Коле Канински Битола за учебната 22-23 година. Точка 18. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Стив Наумов Битола за учебната 22-23 година. Точка 19. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Тодор Ангелевски Битола за учебната 22-23 година. Точка 20. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Трифун Пановски Битола за учебната 22-23 година. И точка 21. Годишен извештај за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Битола за 2022 година. Почитувани, ова е дневниот ред за работа на Комисијата за јавни дејности. Ве молам, дали се согласувате со дневниот ред? Кој? На млади? Која точка е? 11-та? Стратегија на... Добро. Друго? Останува 23-25-та. Локално економски социјален совет. Добро. Добро. Акционен план. Ама имаме економски социјален совет. Еве, акционен план на локален социјален совет на Општина 23-25, да.
По сугестија на службите на општина Битола, на Советот на општина Битола, почитувани колеги, имаме измена на дневниот ред. Се трга точката 11, акционен план 2023-2024 година, кон локалната стратегија за млади, се разгледувала на друга комисија, така да тука имаме 20 точки на дневен ред. Ве молам дали имаме некои дополнувања, дали сте согласни со дневниот ред? Ја молам комисијата да се произнесе. Во ред. Благодарам. Преминуваме кон разгледување на точките од дневниот ред. Точка број 1. Извештај за финансиско работење и остварување на годишната програма за работа на јавната установа Културен информативен центар Битола за 2022 година. Ве молам дали имаме представник од Културниот информативен центар. Мислам дека и тука има една грешка, не треба да биде на оваа комисија оваа точка. Треба да биде на финанси утре, ако е извештај за финансиско работење. Извештај. Доколку нема представник, ќе ја гледаме утре на финанси. Добро, Ако има, нека ја образложи, ама ако нема, ќе оди утре на финанси. Во ред. Во ред. Значи, точката број 1 преминува во комисијата за финанси и продолжуваме со наредната точка. Извештај за работа на зоолошката градина Битола за 2022 година. Ве молам представникот да се произнесе. Се однесува извештајот за финансовото работење кој јас ќе го произнесам. Зоолошката градина работи преку 3 жиросметки. Момент. Нели е ова за финанси? Сега извештај за работењето, ако финансискиот ќе оди утре. Работење? Не за финансово. Ако имате програма, односно извештај за реализација на програмата е денес. Да. Ако имате финансиски Извештај за работа мора би. Ако има, тоа само тој ќе се го образложи. И на Финансискиот. Благодарам, председателка. Тоа беше утре, значи. Дали имате поднесено извештај за работа на зоолошката градина Битола? Да. Да. Ве молам да се произнесете по истиот. Ама внатре се состојат и финансиските параметри, мислам, работењето општо е опфатено. Па другите делови дали може да ги презентирате со исклучок на финансовиот извештај? Да, заедно обично одат. Мислам, во еден извештај не можеме да го направиме парцијално. Добро. Да. Одделно финансовото го имаме, значи тоа е за утре. А извештајот за работа, ако И треба, тој ќе има го финансиски прочитам. параметри. Извештајот за работа, ако го имате, може да Ќе се го произнесете прочитам, по може. истиот, може. Зоолошката градина Битола во тековната 2022 година работеше со 3 жиросметки. 70 30 108 893 903 14, сметка за наменски дотации на општината, 787 10 сметка за самофинансирачки активности и 603 12 сметка за општински средства. Установата има 17 вработени на неопределено работно време. Сега да не ви ги читам финансовите Да, податоци. тие утре ќе гледаме на комисија, сега задржете се на работењето во 2022. Дека се спроведени постапки за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди, со објавувањето на оглас и склучени се договори за јавна набавка без ДДВ и тоа за набавка на стоките луцерка, набавка на стоки лепи бели пецива, набавка на стока овошје и зеленчук, набавка на стока сировина за огрев пелети и реконструкција на управната зграда.
да се дополни извештајот дека реновирање и санација на етно куќата во износ од... Не износ. Добро, износо не треба. И санација и реновирање на мини фазанеријата. Рибите и за пилешкото месо. И за зрнестата храна. Сега следува овај, така. Приплодот на животните, јаре 2, јагниња 2, пилиња 3. Угинати животни и соразмена, мајмуни 2 соразмена, овци 1 размена, мајмуни 4 угинати, лав 2 угинати, мечка 1 угината. Епа сега, за понатака, за размена, доаѓа волк 1, лопатар 1, гуска 2 и берберска овца 3. Само момент. Да. Бамби 2. Толку е тоа. Ова е веќе финансовиот. Тоа е програмата. Толку околу тоа. Ви благодарам. Дали имате прашања по однос на извештајот за работата на Зоолошката градина? Добро, констатирам дека немаме прашања по оваа точка од дневниот ред. Проминуваме на точка 3. Извештај за работа на Старскиот дом Сјурајдер Битола за 2022 година. Го молам известителот да се произнесе. Повелете. Годишниот извештај за работата на ЈОУ Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2022 година. Законските надлежности кои што се нова установа се согласно програмата за работа од 2022 година, оперативниот план на програмата за работа на установата согласно одредбите на Законот за социјална заштита, Законот за установи, Законот за вработени во јавниот сектор и другите законски важечки прописи, нормативи и стандарди. Јавната општинска установа Дом за стари лица како установа за семејна социјална заштита врз основа на Законот за социјална заштита и статутот на установата обезбедува згрижување, 24 часовна помош и поддршка од стручни лица, исхрана, облекување, обезбедување на здравствена заштита во зависност од утврдените потреби на корисникот. Кога сме во делот на услуги кои ги нуди установата, имаме сместување како установа која што е за вонсемејна заштита, капацитетот на домот е 150 легла, ова извештајна година просечен број на корисници беше 136. Приемот се вршеше само со негативен брз антиген тест заради ковид пандемијата. Во установата се сместува корисници со решение на центрите за социјална работа во Република Северна Македонија, индивидуално сместување врз основа на договор склучен со блиски роднини на други лица овластени од корисникот. Во делот на исхраната, значи од услуги кои ги нуди установата, исхраната на корисниците се остваруваше согласно нормативите за исхрана на старите лица и оперативниот план на програмата во однос на подготовка на листа на јадења, набавка и контрола на намирници, контрола на подготвената храна, како и организација на оброците. Исто така се водеше сметка за правилната исхрана, корисниците добиваат доручек, ручек, вечера и една ужина, во согласно со препорачаните количини на енергија, хранливи и заштитни материи за здравје, кои се битни за здравјето на корисниците. Во однос на хигиената се вршеше општа хигиена со редовно одржување на хигиената и редовната дезинфекција на просториите во објектите, на опремата и приборот, набавување на потребните количини на хигиено-хемиски средства за одржување на општата и личната хигиена. Редовно 2 пати неделно се отстрануваше комуналниот отпад, а еднаш месечно и по потреба се отстрануваше и медицинскиот отпад. Во однос на личната хигиена на корисниците,
често и правилно се одржуваше хигиена на миење на рацете лицето и во текот на денот. Најмалку еднаш неделно се остваруваше капење на корисниците по распоред, кај зависните корисници и по потреба. Личната хигиена се одржуваше редовно, подстрижувањето на машките корисници еднаш месечно, бричање на корисниците од машки пол со ангажирање на бербер 2 пати неделно, менување на личната гардероба 3 пати неделно, перење на лиштата, постелнината исто така редовно се менуваше и се переше во пералната во пералната која што ја има домот за стари лица. Хигиената и облекување на вработените, носат вработените заштитна облека која што се одржува чиста, исто така се пери во пералната на установата и секогаш се води сметка униформите, значи заштитната облека и обувките да бидат чисти на вработените. Здравствената заштита и нега на корисниците, за здравствената заштита на корисниците се грижат лекари од општа пракса, матични лекари на повеќето корисници и лекари специјалист интернист, невролог, психијатар со посета еднаш неделно, а заболекар беше ангажиран доколку корисниците имаја проблеми со завалото. Во однос на социјалната заштита на корисниците и социјалната работа, во извештајната година се примени евидентирани вкупно 119 корисници за кои е изготвено посебно досие и комплетна целокупна потребна документација, истовремено преземени се потребните мерки за разрешување на проблемите од тој домен. Заклучени се досиеја на корисници кои поради различни причини, смрт вкупно 94, напуштање на установата поради влошување на здравствената состојба и сместување во друга соодветна здравствена установа, несоодветно однесување, неадаптирање на домските услови, враќање дома и друго се вкупно 24 корисници. Во Домот за стари лица Суе Рајдер редовно се изготвуваат месечни извештаи на барање на Заводот за социјални дејности и Министерството за труд и социјална политика, месечни извештаи за корисниците сместени со решение на центрите за социјална работа, тромесечни извештаи за корисниците сместени во установата на барање на Министерството за труд и социјална политика и годишни статистички извештаи на барање на Државниот завод за статистика, изработени се во февруари 2023 година за 2022 година. Човечки ресурси со кои што располага Домот за стари лица во 2022 година беше вкупно 27 вработени. Исто така беа испратени извештаи за реализација на вработување според планот за вработување за 2022 година, кои според него се реализирани само 3 вработувања на определено време за периодот ноември и декември 2022 година, иако во извештајниот период беа потребни поголем број на вработувања. Организација на работата, тука се објаснати, значи се врши според статутот на установата и според внатрешните изработени акти. Просторно-техничките услови за работа се, мислам, познати, долги години се изнесувани. Оперативниот план за активности во извештајната 2022 година, работно-окупационите и културно-забавните активности предвидени во програмата на установата за 2022 година беа сведени на минимум се и до добивањето на писменото известување од 21.6.22 година од МТСП за укинување на мерките за заштита од COVID-19, како мерка остана само носењето на заштитни маски во домовите за стари лица. Во овај дел социјалниот работник, согласно распоредот за користење на просторите за дневен престој, вршеше геронтолошка едукација, организираше ликовни работилници, десетина невладини организации од Битола го посетија Домот за стари лица. Исто така имавме соработка и со многу здруженија, со основните училишта, со детските градинки и секои побитни празници или некој одбележување беше реализирано заедно со нив, затоа што знаеме дека и социјализацијата и посетата на овие лица му значи многу од надвор од други институции. Дел од корисничките твореа во своите соби, плетеа за нивните потреби, дел од нив се извршува активности со боење бојнки за возрастни лица,
а корисниците редовно и најчесто играат и друштвени игри, како што се домино, не лути се човече, карти и така натаму. Принципите на работа кои што се користеа се принципи на транспарентност, почитување на правата на корисниците и професионална тајна, примена на методите на групна индивидуална работа и работа со семејството, се применува од страна на социјалниот работник, начинот на водење и евиденција на документацијата. Досијата ги содржат следните документи пропишани со правилникот: лист за следење на сместување на корисникот, каде редовно се нотирани преземени активности по хронолошки ред, наоти мислење на стручен работник, наоти мислење на стручен тим, индивидуален план за работа со корисникот, извештај за состојбата на сместениот корисник, кој задолжително се изработува во временски интервали од 6 месеци, а по потреба и порано доколку има некоја промена. Соработката совместно надлежните центри за социјална работа и другите институции се одвиваше непрекидно, значи постојано сме во контакт со центрите за социјална работа на ниво на држава. Во текот за начинот на снабдување со потребните услуги, во текот на извештајниот период, во согласно со Законот за јавни набавки, беа спроведени 22 постапки, беа вклучени 38 договори за јавна набавка на стоки и услуги за потребите на установата. Тековно инвестицијско одржување, имавме санирање на настанете проблеми, одржување на електрична, водоводна и одводна инсталација. Беше започната постапка за јавна набавка за соларен систем, започната беше постапка за јавна набавка на машина за перење залишта, набавени се столици за потребите на занималните, набавени се мрежи и пердиња за дел од стамбените единици, извршена е санација на покривот на магазинскиот простор, редовно се набавуваше ситен инвентар, при што посебно би ги споменале апаратите за мерење на крвен притисок за секоја медицинска сестра, а во текот на 2022 година домот редовно беше снабден и со гориво, електрична енергија, вода, средства за хигиена на просторот на корисниците на вработените, прехранбени продукти, редовно беше извршувано тековно одржување и поправка на опремата и инвентарот. Финансирањето е со наменската сметка од која се подмируваат трошоците за плата и режиски трошоци врз основа на бројот на корисници и самофинансирачката сметка од уплати на корисниците на услуги сместени со индивидуални договори по цени кои се установени од страна на Советот на општина Битола. Со овие средства се подмируваат трошоци кои произлегуваат од тековното работење, трошоци за храна, лекови, хемиски средства, тековно одржување на опремата и други трошоци кои помагаат за нормално функционирање на установата. Од 2022 година беа донирани лажици, вилушки, крпи, чорапи, пластична амбалажа за сместување на лековите на корисниците, како и прехранбени производи, пијалоци за одредени празници. Другиот дел од извештајот е за финансиското работење, кој што ќе го имаме на следната комисија. Благодарам. Дали има прашања по извештајот на Старскиот дом? Повелете, колега Лозановски. Ви благодарам, председателка. Почитувани представници од Старски дом Сјурајдер, ме интересира колку од медицинскиот кадар се вработени во Старскиот дом. Не ми треба информација за административниот, за медицинскиот кадар. Значи морам да потенцирам дека во моментот јавната општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер од Битола се соочува со голем проблем во однос на кадарот кој што е вработен. Сакам да информирам дека во моментот со 144 корисници од медицинскиот персонал и делот кој што треба да работи со корисниците, работат само 12 вработени. Имаме голем број на недостаток на кадар, значи во моментот имаме вкупно 26 вработени во установата, од кои 3 се во кујна, 5 во управа, а 6 од овие вработени се на долготрајно боледување, со навистина сериозни диагнози. Како установа, значи уште одма интервениравме, побарана е и до општина Битола и до Министерството за труд и социјална политика, барање за добивање согласност за вработување со обезбедени финансиски средства. Првото барање ни е одбиено од Министерството за финансии без никакво образложение.
Значи, едноставно добивме негативен одговор без образложение, а во неколку наврати потенциравме дека воопшто не се врши оптеретување дополнително на буџетот, меѓутоа од нивна страна бевме одбиени. Пуштено е второ барање, исто така, за повторно за добивање на согласности за нови вработувања, меѓутоа и на тоа барање не е добиено се уште одговор. Имаме пратено неколку ургенции и директно до Министерот за финансии, до Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа досега се уште немаме одговор. Третиот обид ние имаме пратено барање за добивање на согласност за заменски работници на овие 6 вработени кои што се на подолготрајно боледување. Меѓутоа се уште, значи, е рано за тие вработени да видиме што ќе се случи и каков одговор ќе добиеме. Исто така, сакам да напоменам дека во Домот за стари лица досега не беше изработена и програма за волонтирање. Таа програма веќе ја направивме, изработивме, барајќи можност и начин некако да добиеме кадар од каде што ќе можеме да ги покриеме сите овие недостатоци на вработувања. Програмата е изработена, меѓутоа ни беше кажано дека и за тоа, за тие волонтери треба повторно да добиеме согласност од Министерството за труд и социјална политика и врз основа на некои законски регулативи, заради тоа што сме до 30 вработени, ни следува само еден волонтер, кој што мислам дека е многу малку, за да може да се покријат тие недостатоци на кадар. Исто така морам да напоменам дека буквално силите на вработените се исцрпени, со 12 лица да се издржуваат 3 смени, мислам дека е премногу големо оптеретување, а и морам да напоменам дека... Ќе ве молам пократко малце, ако може. И со самото тоа се намалува и квалитетот на услуги кои што се дава во Домот за стари лица. Благодарам. Само со да или не ќе ми кажете, јас имам едно прашање, дали ги задоволува, нели има за стари лица колку следува вработени стандарди, нели ги пропишало самото министерство, ги исполнувате вие тие стандарди 12 не. за нега, имате Не. 130? Не. Благодарам. Прашања по директорката? Повелете, колега Лозановски. Значи, директор, ќе да парафразирам малце за да дојдеме до заклучокот. Од вкупно 140 станари, или стари лица, одговорни медицински сестри нели геронтодомакинки се вкупно 12 кои што треба да обслужуваат 3 смени, како што кажавте, тие самите се изморени. И како што и вие забележавте, нели сето тоа ќе влие на намалувањето на услугата кој што старски дом може да ја пружи, а нели за тоа индиректно е одговорно и Министерството, односно централната власт, бидејќи вие си имате документирано дописи, барања за согласности, за финансиски согласности, Да. и до Министерство за труд и социјала, и до Министерство за финансии, меѓутоа тие паушално ви ги враќаат назад без никаков одговор. Да. Во ред. И само ви сакам да ја поздравам вашата работа околу сите тие инвестиции кои што ги набројавте, околу инфраструктурата кои што ја правите во Старскиот дом, заедно со вашиот тим. Благодарам. Ви благодарам. Благодарам. Дали имаме други прашања? Констатирам дека немаме други прашања и јас само во интерес на времето би се навратила на првата точка. Извештај за финансиско работење. Нели рековме финансиското работење ќе оди утре на Комисија за финанси. Само пошто е тука директорката на Културно-информативниот центар Битола, дали има нешто да се произнесе во поглед на извештајот за работа без финансискиот дел? Да одиме на оваа точка само со извештај за работа. Во кратки црти, ќе ве молам ако имате таков да се произнесете. Во врска со финансиското работење, остварување на годишната Тоа ќе програма. оди утре, рековме, на Комисија за финанси, само во однос на извештајот за работа. Ако можете да се Ако произнесете. зависи дали сакате кратко или Кратко, малку. да, ако имат колегите, пошто ги добија Во- материјалите, ќе во ве рамките прашам. на да речем на извештајот за работење за остварување на годишната програма,
може би веќе советниците видоа дека ги имаме поделено активностите во неколку категории. Тоа се реализирани проекти од официјалната програма на Битвес 2022, кои што се директно финансирани од општина Битола, а кои се одобрени по конкурсот, по јавниот конкурс. Тоа се сите проекти кои што ги сервисира директно општината Битола со одделението за култура. Други активности се исто така од програмата за култура Битвес 2022 и ОВ програмата, во кои што се појавуваат како коорганизатори општина Битола и се сервисирани од јавната општинска установа културно-информативен центар. Тука може да видат советниците дека станува збор за бројни настани кои што ние ги сервисиравме, односно средствата одеа преку КИЦ и исто така сите активности, односно извештаи ги сервисиравме ние, така што значи на некој начин гарантиравме за тој квалитет на тие настани. Тука некаде околу 5.286.000 беа наменети токму за тој дел од програмата. Имавме исто проекти кои што се од програмата за култура, од програмата за 4 ноември, исто така дел беа финансирани, односно сервисирани од КИЦ Битола, а дел од општината Битола. Исто имавме настани кои што беа во рамките на зимска приказна. Исто така, значи може, доколку советниците имаат некој прашање, слободно да постават прашање. И имаме исто така други активности кои што се на ЮКИЦ Битола, значи во партнерство со други институции и поединци. Тука, значи, тој дел е посебно, значи, важен за нашата културно-информативна установа, бидејќи во тој дел, преку соработка со другите институции, ние обезбедуваме партнерство, со што од една страна го развиваме културно-уметничкиот аматеризам и го поддржуваме независниот културен сектор, затоа што практично тука во соработката ние обезбедуваме програма, богата програма, во која што општината и културниот информативен центар всушност не дават, не инвестираат, туку сето тоа го прават во заедничка соработка со овие невладини организации, факултети и така натаму. И имаме реализирани самостојни проекти на КИЦ Битола, кои што се за посебни намени, кои што не се покриени со програмата за култура на општината, а се од значење и се дел од програмата на КИЦ, како што е, например, вечерта на Серенади, Ехта Серенада и други, значи се одреден дел на активности. Многу ни е битно тоа што значи ја воспоставивме соработката со голем број културни и образовни организации, поединци, граѓани, неформални групи, преку кои се градат политики, културни политики на работење, активизам, пошироки вклучување на поширокиот граѓански сектор и пошироката заедница. Тука имаме, значи, како приоритетни дејности на делување ни се современата култура и уметност, социокултурни активности, работа со заедниците, поттикнување на критичка култура. Со ваквото делување на институцијата се постигнува користење на просторот на институцијата, кој станува достапен за сите граѓани преку разни форми на културно-уметничко делување и социокултурни активности на сите категории граѓани, дистрибуција на разновидни активности во институциите од заедницата кои се соработници на конкретни активности и проекти. Искористување на просторот на КИЦ за презентација на крајните културно-уметнички продукти. Исто така, тоа што го почувствувавме како недостаток минатата година, заради што настана и промена, односно дополнување на дејностите на КИЦ, беше континуирано на дополнување на соработката помеѓу културните институции од локално и национално ниво во функција на туризмот и локалниот економски развој, што е сега задача за оваа година.
Значи ова е најкратко и можам да кажем еве дека се постигна, значи меморандуми се подпишаа за соработка со бројни институции, како на пример Друштвото на писатели на Македонија, така и Даскало музичко училиште, Меѓународна ликовна колонија Денир од Црвен крст, Културен информативен центар на КИЦ Подгорица од Црна Гора и така натаму. Ви благодарам. Дали имаме прашања по однос на извештајниот дел за културно-информативниот центар Битола? Констатирам дека немаме прашања и преминуваме на наредна точка. Точка број 4. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2022 година. Молам известителот да се произнесе по истата. Добар ден на сите. Значи, согласно програмата за социјална заштита 2022 година, од оваа програма се реализира со тоа што нели ова програма опфаќа активности до областа на социјалната, детската и здравствената заштита во општина Битола согласно надлежностите кои што ги имаме нели како општина. Така да пред се сме фокусирани во поддршка на граѓаните преку обезбедување на социјална помош, тоа е преку еднократната парична помош, како и давање на одредени социјални услуги, каде што бидејќи не можеме нели сите социјални услуги немаме можности такви како општина да ги даваме лично, тоа го правиме со поддршка на здруженијата на граѓани, а она што општината го прави, што го правеше минатата година во делот на социјалните услуги беше поддршка на лица за лични асистенти, значи се одржа обука за 25 лица кои беа обучени за лични асистенти, а исто така се даваше поддршка на бездомниците за нивно сместување, и пристапност на лицата во домот, значи на лица со попреченост за може да искористуваат средства за да си го адаптираат сопствениот дом. Во делот на ран детски развој, тука имаме партиципацијата на деца кои што се во детските градинки, тоа се на деца на самохрани родители и деца со попреченост, како и на доместок за деца од ромската инклузија, односно деца роми кои што посетуваат детска градинка. Исто така обезбеден е бесплатен превоз на лицата со попреченост кои што членуваат во одредени, тоа автобус, мислам јавен градски превоз. Се поддржаа сите помошни совети на Советот на општина Битола со одредена сума на средства кои што реализира своји активности, дел од нив ќе ги образложат нели покасно и нивните извештаи. Така да имаше образовни асистенти во средното образование, асистенти во градинките со помош на општината на UNDP, така да можам да кажам дека 90% од она што беше планирано се реализира преку програмата за социјална заштита. Детално имате во самиот извештај, така да доколку имате некое прашање или нешто нејасно можам да објаснам. Ви благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Констатирам дека нема прашања и преминуваме на наредната точка, точка број 5, годишен извештај за работа на локалниот економски социјален совет на општина Битола за периодот октомври 2022 март 2023 година. Повелете. Добар ден и од мене. Значи во однос на извештајот за функционирањето на локалниот економско-социјален совет, можам да нагласам дека истиот беше формиран, новиот состав на ЛЕС беше формиран на 19 октомври, со тоа што за председавач беше избрана Гордана Балтовска како представник на Организација на работодавачи. Заменик председавач беше избран секретарот на општината Бурче Димитровски и јас Цветанка Ристевска како секретар на ЛЕС. На барање на членовите на локалниот економско-социјален совет се изврши усогласување на деловникот со подпишаната спогодба. Значи, на барање на сите присутни подписници на спогодбата, Организација на работодавачи, представници на општина Битола, КСС и ССМ. Понатаму, ЛЕС презеде повеќе активности, меѓу кои во соработка со Младинскиот културен центар беше организиран форум насловен Урбана мобилност, можности, практики и одржливи проекти. Понатаму се присуствуваше на јавната презентација на финалниот извештај за изработка на зелен катастар, како и на јавната дебата на одредување приоритетни области за поднесување на предлог проекти од невладините организации во рамките на проектот Рилоа 2 на UNDP. Исто така присутни беа представниците на ЛЕС и на јавната дискусија за поддршка на локалниот бизнис за развој на туризмот. Значи, се присуствуваше и на настаните организирани од Младинскиот културен центар за вмрежување кој што се одржаа во општина Гостивар, во Скопје
и во Свети Николе, значи со цел колку што може да се воспостави некаква координираност помеѓу локалните економско-социјални совети кои што функционираат во повеќе општини низ државата. Сепак на сите тие состаноци Лес Битола и од претходното функционирање и сега беше истакнат како добар пример. Понатаму представниците на Лес зедоа учество и на јавната расправа по нацрт законот за работни односи, каде што беше презентиран новиот закон. Исто така беше формирана и комисија која што зеде активно учество во изготвувањето на стратегијата за локален економски развој, која што е дел и од акцискиот план, кој што беше изработен од страна на членовите на Лес како план за понатамошна работа на Лес. Во моментот, значи, изготвувањето на стратегијата за локален економски развој оди во координација под менторство на USAID, во координација со Лес и Центар за развој на Пелагониски регион, вклучени беа во собирањето на податоци, Централен регистар, Завод за статистика, изготвени беа 2 јавни анкети. Значи, во делот на изготвувањето на стратегијата, Лес како носечки фактор, заедно со формираната комисија, изврши врз основа на изготвените прирачници на USAID, беше извршено анкетирање на сите релевантни субјекти, беше одредена целта и визијата на општината, изготвена е свот анализа во тек изготвување на акциски план, одржани се работилници, каде што присуствуваше тимот на општина Битола, воспоставена е соработка со Завод за статистика, Централен регистар, Управа за јавни приходи, Центар за развој на Пелагониски регион, спроведена е анкета за испитување на јавното мислење за потребата од подобрување на локалниот развој на општината и спроведена е анкета со бизнис секторот. Изготвувањето на стратегијата е во завршна фаза и истата, согласно предвидените активности на Лес, е предвидено јавно да биде презентирана пред да биде дадена на усвојување од страна на Советот. Благодарам. И благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Немаме прашања. Преминуваме на наредната точка, точка број 6. Годишен извештај за работа на локалниот волонтерски совет на општина Битола за 2022 година. Го моралам известителот да се произнесе по истата. Повелете. Добар ден. Златко Талевски, председател на локалниот совет за волонтерство на општина Битола од минатата недела. Ќе го презентирам извештајот за работата на советот за 2022 година. Само накратко, значи активно работеше локалниот совет на локалниот совет за волонтерство на општина Битола во смисла на промоција на волонтерството и волонтерските вредности, како и поддршка на волонтерски акции кои се финансирани со средства од буџетот на општина Битола. За таа цел беа поддржани 8 апликации на здруженија на граѓани во партнерство со образовни институции. Секоја волонтерска акција беше поддржана со износ од 15.000 денари и сите беа реализирани во текот на 2022 година. Исто така, членовите на локалниот совет за волонтерство беа вклучени во едукативни активности, односно беа реализирани 2 обуки за обука за ефективен систем за волонтерски менеджмент и обука за партиципативност во донесување на одлуки, подготовка, читање и практикување на волонтерски политики во рамките на проектот Време за волонтирање, кој е финансиран од програмата за грантови на проектот Млади искучество за силен и одржлив развој во заедницата, финансиран од Европската унија, а имплементиран од Младински културен центар Битола. Исто така, членовите на локалниот совет за волонтерство беа вклучени во работната група која започна со процес на изработка на нова стратегија за развој на волонтерство на општина Битола 2023-2026 година. И неколку состаноци на таа работна група беа реализирани во 2022 и се подготви драфт на документ кој ќе биде презентиран во текот на наредните точки. Исто така, 4-та година поред, локалниот совет за волонтерство на општина Битола доделува награда за волонтерски ангажман во локалната заедница. Наградата се доделува по повод 5 декември, меѓународниот ден на волонтерите, и е единствена општина во нашата држава која доделува ваква локална награда. Беа наградени 5 волонтери и 5
вкупно 5 награди беа доделени на волонтери и на организатори на волонтерска работа за посебен волонтерски ангажман во 2022 година. Исто така, по повод 5 декември, Меѓународниот ден на волонтерите, членови на Локалниот совет за волонтерство беа вклучени во јавната дискусија волонтирање на фестивали или волонтирање во заедницата, на која беа презентирани позитивни практики на ангажман посебно на младите луѓе во рамките на општина Битола преку волонтирање во заедницата и како да се стигне до еден поквалитетен волонтерски менеджмент, што ќе значи поголем ангажман на младите во волонтерската работа, како и нивно задржување на волонтирање во заедницата на подолгорочен период. Исто така, повеќе детали во однос на годишниот извештај имате, така да ако имате некои дополнителни прашања, стојам тука на располагање. Благодарам. Благодарам. Дали колеги имате прашања по однос на оваа точка? Немаме прашања и поминуваме на наредна точка, точка број 7, годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2022 година. Молам известителот во кратки црти да се произнесе по истата во интерес на времето. Да, програмата за култура во себе ги вклучува, односно извештај ги вклучува сите реализирани активности и финансиски средства за секоја активност, планирани согласно програмата за 2022 година. Така да имавте еден прецизен табеларен приказ со каде што се гледаше кои беа поддржани сите здруженија на граѓани и фондации, како и физички лица. Можам да напоменам дека програмата за култура за 2022 година значи се реализираше скоро целосно 99% во износ од 20 милиони денари. Така да ги имате детално наведени се сите здруженија кои сите активности, односно настани кои што се реализираа, не би навлегувала, значи, ако имате одредено прашање. И благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме прашања. Јас имам едно прашање. Повелете, председателка. Вики, извинете, вие имате извештајот, вие го... Да, јавни дејности оделението. Значи, лицето кое што е одговорно е отсутно, меѓутоа ја стојам на располагање, повелете. Благодарам. Благодарам. Дали имаме други прашања? Констатирам дека нема други прашања. Поминуваме на точка 8 од дневниот ред. Извештај за програмата за туризам на општина Битола за 2022 година. Молам известителот да се произнесе во кратки црти, па ако имаат прашања колегите ќе ви постават. Благодарам. Ви благодарам. Добар ден на сите. Извештај за програма за туризам на општина Битола за 2022 година. Од одвоената сума која што беше за минатата година, процентот на реализација е околу 87%. Воглавно средствата од оваа програма се користат во соработката со Националниот парк Пелистер, од кои што 500.000 денари доделуваме за промоција на активности на Националниот парк Пелистер за развој на туризмот. Тоа се значи поправка на инфраструктура, на стрешници, табли, клупи, маси на излетничките места, замена на огради, ракохвати на патеките и така натаму. Обезбедување на дрвни и други материјали за поправки и обновување на дрвените површини, косење на тревна површина на излетничките места и патеките на Голема ливада, Мала ливада, местноста Печурка, историската и детската патека. Исто така една поголема сума општина Битола во 2022 година одвои за авантуристичкиот парк во Националниот парк Пелистер. Тој е проект еден прекогранична соработка со Република Грција, кој што се вика Авантура преку граници. И во тек се активности за изработка на тој авантуристички парк. Исто така беа направени 4 дрвени куќарки, штандови за разни потреби на општина Битола, за базари, културни манифестации и така натаму. Кратко тоа би било. Ви благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка?
Констатирам дека немаме прашање и поминувам на наредна точка број 9, годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2022 година. Го молам известителот да се произнесе, повелете. И годишниот извештај за програмата за образование, значи имате табеларен приказ каде што согласно средствата кои што ги имаме буџетски нели и дотациите кои што ги добиваме во основно и средно образование се наведени точно колку средства биле планирани, колку се реализирани, со тоа што поголем дел од планираните средства се реализирани. Така да не знам, не би навлегувала во детали, ако имате одредено прашање, тука е се наведено значи. И благодарам. Повелете, председателка. Јас имам едно прашање. Вики стои за образование ситите, така? Да. Денес е мултитаскинг, морам да признам. Раководител на јавни денеси. Да. Јас имам едно прашање, може не е стриктно за програмата, ама имам прашање по кој член Советот на општина Битола е надлежен за разгледување на програмите за екскурзии, излети и други вонучилишти активности на училиштата? Сега ќе ви одговорам, согласно правилникот, баш и го зедов, ме слушате така? Да. Согласно правилникот се вика планирање, програмирање и услови за организирање за изведување на екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од основните училишта. Член 7 вели дека покрај тоа што овие програми на основните училишта, значи за екскурзии влегуваат во годишната програма која што ја носи нели Советот, треба поединечно, вели член 7, значи вели за секоја програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од основните училишта, која изработува стручен тим, одделно мислење дава Советот на родители на училиштето и Советот на општината, по претходно позитивно стручно мислење од Бирото за образование. А ние имаме такво мислење од Бирото? Имат позитивно, сите програми имат. Добро. Да. Сега вака, јас имам уште едно прашање, знам дека може не е твоја надлежност, може треба да ги прашам. Во ствари не знам кој треба да прашам. Значи, до денес, уствари до четврток, дури треба да биде седницата, во училиштата не се изведуваат никакви излети, никакви активности и никакви екскурзии? Не знам, ете имаме директори, представници. Не, јас прашвам до општината, бидејќи ако не се изведувале, тогаш е во ред ние да донесеме прва одлука и да дајме мислење, па да почнат. Меѓутоа, јас мислам дека во овие 4 месеци, дури имам информација дека веќе имат и уплатено децата за екскурзии и не разбирам која е поентата сега да го гледаме. Не знам, стварно не. Значи, ќе ве молам тогаш, кога ќе гледаме програма за образование, да биде на почеток на школска година или во септември, или на календарска година, бидејќи сметам дека вака ние само ќе прочитаме. И ако дајме негативно мислење, нема да одат на екскурзија децата? Ви благодарам. Добро, ќе им укажеме на училиштата, во секој случај. Ви благодарам. Друго прашање по однос на оваа точка? Нема. Поминуваме на наредна точка број 10. Акционен план на локален економски социјален совет на општина Битола за 2023-2025 година. Молам известителот да се произнесе по оваа точка. Како што споменав претходно и во извештајот, значи локалниот економско-социјален совет изготви акционен план за периодот 2023-2025 година. Стратешките цели главно представуваат надоврзување на она што претходно беше подготвено и врз основа на интересите кои што сите субјекти ги изразија за време на одржаните седници, како и континуираната мејл комуникација. Значи, стратешките цели се поделени на 4 области: подобрување на социоекономската положба на населението, создавање на услови за поврзување на пазарот на труд со образовниот, јавниот и бизнис секторот, социјално вклучување на ранливите категории и подобрување на препознатливоста на ЛЕС Битола. Дел од активностите кои што се наведени во акцијскиот план кој што го имате на увид, значи веќе се отпочнати со реализација, меѓу кои што се вбројуваат изготвувањето на стратегијата за локален економски развој, универзитетската пракса, отворен ден нови перспективи кои што за прв пат го организираме во соработка помеѓу 6 субјекти, кој што ќе биде на 26 април. Така што сите активности, најголемиот дел од активностите се во одредена фаза отпочнати на реализација. Доколку имате дополнителни прашања односно одредена активност, повелете.
Ви благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Немаме прашања и поминуваме на наредна точка. Точка број 11, Стратегија за развој на волонтерство на општина Битола за 2023-2026 година. Молам известителот да се произнесе. Ви благодарам. Предлог локалната стратегија за развој на волонтерство 2023-2026 година беше изработена со вклучување на сите засегнати страни и оние кои имат директно или индиректно влијание на развој на волонтерските политики, од локалната власт, локалните институции, локалниот совет за волонтерство, граѓанските организации, бизнис секторот и образовниот сектор. И процесот на изработка на текстот на стратегијата се одвиваше во неколку фази во периодот од ноември 2022 до март 2023 година. Како прв методолошки чекор беше направена анализа на состојбата со волонтирањето во општина Битола, преку анкета на волонтери и представници на јавни институции и организатори на волонтерска работа. Исто така беа вкупно реализирани 3 работни состаноци на работна група, мешовита работна група, која беше составена од сите чинители кои имаат влијание на волонтерската политика, а процесот се заокружи со организација на 2 консултативни форуми, на кои беше дискутиран предлог текстот на стратегијата и беа доставени забелешки и сугестии за подобрување на текстот, посебно што се однесува на специфичните цели на стратегијата и на акциониот план со конкретни мерки и активности. Оно што сакам да го нагласам е дека општина Битола е единствена општина која има локален совет за волонтерство и единствена општина која има локална стратегија за волонтерство и сметам дека преку овој процес треба да се задржи таа лидерска позиција за општина која го промовира волонтерството и општина која инвестира и време и средства за подобрување на волонтерската инфраструктура на локално ниво и треба да послужи како пример и за други општини кои би сакале да го развиваат волонтерскиот сектор. Во однос на самиот текст на стратегијата, кој е доставен на усвојување во Советот на општина Битола, можам да кажам дека е навистина еден сеопфатен документ, се надоврзува на претходната стратегија за развој на волонтерство од 2014-2018, но со многу поконкретни мерки и активности кои треба да се преземат во наредните 4 години. Во однос на самиот текст, ќе ги напоменам само специфичните цели на стратегијата, кои се 4: промоција на волонтерството во општина Битола, поттикнување на волонтирањето на локално ниво, поддршка на волонтерството во образовниот систем и унапредување на системот за институционална поддршка на волонтерството. Составен дел од предлог текстот на локалната стратегија за развој на волонтерство 2023-2026 е акциониот план со конкретни мерки и активности, со временска рамка и со одговорни институции кои се задолжени за имплементација на стратегијата. Локалниот совет за волонтерство ќе преземе улогата на мониторинг на имплементацијата на овие мерки и ќе служи за обединување на сите организации и институции кои можат да дадат придонес во ефикасна имплементација на оваа стратегија. Ви благодарам, ако имате прашања, повелете. Ви благодарам и вам. Имаме прашања по однос на оваа точка? Немаме прашања, ќе поминиме на наредните точки од 11 до 19. Предлагам програмите, пошто се за основните училишта, известителот да се произнесе по истите. За сите, значи, да, за сите. Ги имате сите детално програми. Ете така, да, во интерес на времето и да, така. Да, јас кажав и претходно кога ми постави прашање претседателката на Совет, значи согласно правилникот за основно образование, значи покрај тоа што тие програми веќе беа претходно доставани во годишната програма за работа на училиштата, меѓутоа согласно членот 7 се бара и одделно, значи да бидат доставени до Советот на општина Битола, каде што тој ќе даде нели позитивно мислење. И од тие причини сите основни училишта во градот доставија, значи ги доставија одделно програмите за екскурзии кои што ќе се реализираат, сите почнуваат значи од крајот на април, така мај се реализираат овие екскурзии, така да горе долу сите училишта значи ги имаат слични им се програмите во таа насока.
Значи, повикувајќи се точно на овој член 7 од правилникот и затоа ги достави уште еднаш, значи, до Советот на општина Битола, а сите имат претходно добиено стручно мислење од позитивно од Бирото за развојно образование. И секако од Советот на родители во нивните училишта. Тука се и двајца представници од основни училишта директори, доколку сакат нешто ме надополнат. Извинете, да. Ви благодарам. Дали имаме прашања по однос на програмите за екскурзии, излети за основните училишта? Констатирам дека немаме прашања и поминуваме на ви благодарам и ви поминуваме на последната точка од денешниот дневен ред, точка 20, годишен извештај за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Битола за 2022 година. Го молам известителот да се произнесе по истата. Благодарам. Јас сум Илија Василевски, председавач. Така стои таму со Советот за превенција на детско престапништво. Од февруари месец 22 година јас го презедов водењето со Советот од колешката Марија и продолживме со активностите, меѓутоа и претходно, а и после тоа имавме одредени тешкоти во обезбедувањето на кворуми. Знаете, тоа доста е обемен, тој има 35 членови, негде 17 за кворум да функционира, имавме одредени тешкоти, меѓутоа почнавме да функционираме. Видовме дека во деловникот за работа, в член 26 и 27 има можности за формирање на работни групи и сметавме дека со формирање на повеќе работни групи ќе ги идентификуваме интересите на различните партиципенти, за да ги мобилизираме малце повеќе и да не се изложуваме на ризик да се оптеретуваме со дали има или нема кворум за работа. Мислам во смисла на таа гломазна процедура. И формиравме 7 работни групи и мислам сите се обределија за која работна група ќе функционираме, мислам ќе работиме и почнавме, мислам, по-добро да работиме на тој начин, да издвоиме еве некои активности. Например, многу ни е драго што деца, младите, значи имаме работна група млади за млади, средношколците, од деца за деца, од основните училишта. Имавме во Согорната гимназија на интересна активност, која ја реализира практично целата. Ние бевме, мислам, и вработените во гимназијата како поддршка, но главно младинскиот актив беше носител на активностите. Сега овие денови имаме, утре баш во Даме Груевки имаме една активност од групата од деца за деца, значи повторно децата се носители на активностите, а ние сме повеќе како поддршка. Јас само можем да ве замолам во интерес на времето, пошто и другата комисија почва во кратки црти, да, па ако имат некој... Добро, тоа е, еве, јас сега предложив и, значи, денес беше последен ден, предложивме и проект за финансиска поддршка, таму имаме доста активности внесено во, така што општината има увид во активностите кои ги правиме. Се надевам дека ќе имаме повеќе соработка. Мислам дека добро е да ги активираме сите институции. Тука има и основен суд, и обвинителство, и полиција, и центар за социјална работа. Тоа е гломазна една малце членство гломазно, меѓутоа мислам дека со помош на Законот за правда на деца најдовме некој магнет, некој врзивно ткиво, односно законска регулатива кој ќе ги мобилизираме сите и мислам дека ќе има некакви подобри резултати. Мислам, ево ова кратко, ако така, иначе прашања колегите, можеме и пообширно. Констатирам дека финансискиот извештај исто така е. Финансискиот извештај ќе се разгледува на друга комисија, значи тука е само годишниот извештај за работа, така да поминуваме на прашања, рековме немаме. Поминуваме кон гласање на точките од дневниот ред и точка број 1, извештај и остварување на годишната програма за работа на Културен информативен центар Битола за 2022 година. Ја молам комисијата да се произнесе кој е за? Воздржан? Против? Благодарам.
Преминуваме на гласање на точка 2 од денешниот дневен ред. Извештај за работа на Зоолошката градина Битола во 2022 година. Кој е за? Воздржан? Против? Нема. Добро. Точка 3. Извештај за работа на Старскиот дом Сјурајдер Битола во 2022 година. Кој е за? Кој е против? Воздржан? Благодарам. Точка 4. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита на општина Битола за 2022 година. Кој е за? Кој е против? Воздржан? 1. Благодарам. Точка 5. Годишен извештај за работа на локалниот економски и социјален совет на општина Битола за периодот октомври 22 до март 2023 година. Кој е за? Воздржан? Против нема. Точка 6. Годишен извештај за работа на локалниот волонтерски совет на општина Битола за 2022 година. Кој е за? Воздржан? Благодарам. Точка 7. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2022 година. Кој е за? Воздржан? Благодарам. Против? Имаме против? 1. Точка 8. Извештај за програмата за туризам на општина Битола за 2022 година. Кој е за? Воздржан? Против? Против? Имаме? Благодарам. Точка 9. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2022 година. Кој е за? Воздржан? Точка 10. Акционен план на локален економски и социјален совет на општина Битола за 2022-2025 година. Кој е за? Воздржан? Против нема. Точка 11. Стратегија за развој на волонтерство во општина Битола за 2023-2026 година. Кој е за? Воздржан? Точка 12. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците на Основното училиште Даме Груев Битола за учебната 22-23 година. Кој е за? Може. Значи Јадранка? Јадранка, ве молам, како се произнесувате по точката за програмата за Даме Груев? Добро. За сите екскурзии на основните училишта, значи одиме со како што се произнесовме. Точка 20. Годишен извештај за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Битола за 2022 година. Кој е за? Воздржан? Благодарам. Ги исцрпивме точките од дневниот ред на денешната комисија за јавни дејности и со тоа комисијата ја затворам. Благодарам.